продолжува предновогодишната сага на македонската политика. Прво викендот Артан Груби се најде на црната листа на Соединетите Американски држави. Вчера полицијата направи една голема полициска акција за сузбивање на криминал во регбито. Ово утро сме заедно со Сотир Костов, еден навистина квалитетен гостин со кој треба да продискутираме токму за тоа зошто во Македонија луѓето толку многу сакаат да се апси. Добро утро, Сотир. Добро утро, Златев. Тебе вчера те немаше. Чу полицијата апси, викаш седи дома Јорган Планина навикнати од комунизмот. Не, Златев, не, јас се радувам кога криминогените елементи во оваа држава конечно ќе бидат процесуирани. А ја не употребувам апси, бидејќи расте во таква држава каде што се апсеше и мене ми е кеф кога правдата доаѓа. Некој, правда ли ти си млад и видиш се еден слоган. Чекай, ти време на комунизмот беше обвинител. Па да, бе, ќе ви ја кажам случка да ја со оној Павле која бела книга тебе ќе те најдеме. Да. Имаш некого обвинето за лош збор против Тито? Не. Па шо обвинител? Не, затоа те смениле. Затоа те смениле. Добро, не ме закачке ти мене за мојот социјализам. Тогаш убаво се живееше, да ти кажам. Убаво се живееше. Само таа полицијата и ДБК-то и Косот и озна дозна беа така страшни беа. Добро утро за нашиот гостин од ово утро, Бојан Кордалов, комуниколог, консултант, експерт за јавното мислење, за политичката комуникација и теми поврзани со ова. Добро утро. Добро утро и благодарам многу за поканата. Бојан, имаше една интересна одлука на State Department од која предизвика огромни реакции во македонската јавност и одлучи да го постават Артан Груби на црната листа, но прашањето ми е зошто во Македонија луѓето толку сакаат крв? Зошто толку многу сакаат кога некој е на црна листа, па сите коментираат по социјалните мрежи, тоа е разговорот кој ќе го слушнеме во самопослуга, тоа е разговорот кој ќе го слушнеме во берберница, ќе ви се јават во тек на ден луѓе кои не ви се јавиле да ве прашаат како сте и ќе ве прашаат, кои се овие кои ги уапсиле 26? Од каде е таа култура на, како да кажам, мислам, не ги бранам криминалци, да се разбереме, но од каде е оваа култура да се посакува толку многу вакви радикални разврски и така натаму? Тоа е истата култура која што најчесто не тера да гласаме против на избори, а не за. Тоа е најчесто таа култура која што прави да не се врзуваме за политичка понуда, која што е многу често и ја нема во голем обем, туку многу повеќе на освета и на омраза. Ако го поврземе тоа со бројките на сиромаштија, со бројките на луѓе кои што за жал не се во добар социјален статус, едноставно некогаш бегството од реалноста, вклучително и туѓата несреќа, особено апсењата, крвта даваат жаргон. Ако на тоа уште ова го додадеме дека партиите секогаш ветуваат некаква правда, освета, крв и носење на подобар систем, но за жал граѓаните не се чувствуваат дека тоа досега било направено, мислам дека одговорот е логичен. Јас сум за концепти, но истовремено и за правда, меѓутоа правда која што едноставно ќе се ја бркаат органите кои што тоа го прават, а јавноста ќе се занимава со тоа секој во својата област како да ја направи Македонија подобро место живење. Ќе направиме на паралела, не е ова измислена политичка комуникација денес. Дури за време на шарената револуција се сеќавате, заедно ќе висите, заедно ќе си лежите, беше една. На крај не лежеше никој. Но суштината е дека тоа беше еден наратив, па ќе висите заедно. Потоа Димитар Апасиев тој наратив го однесе во една уште порадикална перцепција, каде што најавуваше стрелање, бесење, убивање и така натаму. Ние во континуитет, би рекол, негде од 2015 година па наваму живееме во една ваква атмосфера. До каде може да издржиме? Каде е црвената линија? Затоа што ако продолжиме вака, ние на крај ќе завршиме како Сирија, би рекол. Мислам дека и малце порано ние живееме така од оној фамозен гол со пета на Амди Байрам и дали ќе одговара или не, едноставно потребата од да бидат осудени оние кои што во јавноста се создаа перцепција дека сториле криминал е огромна.
И токму тоа е она што мораме да го промениме. А тоа зависи од правосудните органи и од органите кои што ја спроведуваат правдата. Значи, наместо да се суди јавно кој е криминалец или не, тоа треба да се прави во институциите на системот, а тоа значи треба да се врати довербата. Да потсетам дека довербата во судството, довербата во тие органи е двојка, Па веќе и нула, зиро. па на кец и така натаму. И тоа е нештото кое што мора да се промени ако не сакаме да гледаме задоволство или така наречено народно задоволство од сите овие работи. Пак ќе кажам, како што се согласувам, верувам сите, правда мора да има, а секој кој што го прекршил законот секако мора да одговари, таа комуникација ни треба. Меѓутоа, многу помалку треба да ја практикуваме поговорката која што вели правдата е спора но стигнува, туку правдата да навистина ја комуницираме како нешто кое што во моментот се случува. Ќе ви дадам еден пример. Колку европратеници, па дури и заменици председатели во Европскиот парламент биле фатени во на дело и уште веднаш процесуирани. Тоа не е знак дека, пример, Европа има повеќе корупција од нас, туку тоа е знак дека системот се бори против корупцијата. Ни треба многу повеќе акции во реално време за да системот функционира правилно. Дали, например, може да кажеме дека имаше ситуации претходно, дали станува збор за 27 април, дали станува збор за кога беа апсени поранешни министри, функционери и така натаму. Сега имаме промена на власт, гледаме нели акција против директорот поранешен на ЕСМ, на ЕЛЕМ, тоа е во некакво бегство, па тука имаме сега цела една фама, ќе има екстрадиција, ќе нема екстрадиција. Една ексклузивна информација од Радио Лидер, последна информација до која ние стигнавме е дека преку адвокати Васко Ковачевски се обидува да се откаже од македонското државјанство целосно, верувајќи дека на таков начин ќе го отежне процесот на екстрадиција. Ова ни е ексклузивно од одредени извори од безбедносниот систем, но Кордалов, сите овие политичари на еден или на друг начин на крај завршуваат или осудени малку, или ослободени. Го имавме случајот на Сашо Мјалков, кој практично не легна ниту еден ден во затвор, беше возач на затворот во Струга, слободно се шеташе. Го имаме случајот на, не знам, на Гордана Јанкуловска, која е веројатно единствениот политичар кој во последните 30 години одлежа затвор, како жена. Го имаме случајот... Мајка родилка. Да, имаме повеќе случаи, многу тешко, нели, се наоѓа таа правда, а најтешко од се па и може би е пресметано. Некој заработил 20 милиони евра, ќе го осудат на 3 години затвор, за година и пол ќе излезе поради добро однесување. Таа перцепција за создавање на правда преку правосудниот систем, дали е воопшто можно да се донесе правда во состојба на крајно корумпирано општество? Колку години треба тие луѓе да лежат затвор за народот да биде задоволен? Треба, ме разбирате? Да. Апетитот за правда е преголем, но дали постои воопшто институција и демократски механизам тој апетит да може да се задоволи? Моето размислување е следно. Или треба да се намали апетитот, може би? Не, апетитот, јавноста е секогаш во право и тука не можеме да спориме, и очекувањата за правда значи очекување за подобар живот и борба против корупцијата, бидејќи корупција ако нема, ќе има повеќе пари, повеќе можности за секој еден човек. Тука дилема нема. Меѓутоа за мене ситуацијата е следна. Ако вие имате тројца генерални секретари на влада, например, кои што биле оптужени, осудени, па дури лежеле затвор, тројца секретари на влада од две влади, со две различни провениенции, тоа што треба да си го поставите прашањето, дали може би грешката не е во системот. И дали треба воопшто да прифатите утре да бидете генерален секретар? Тоа секако, тоа е првото прашање што човечки сите си го поставуваат. А прашањето на политичката култура да го поставиме? Меѓутоа прашањето клучно е, ако тројца генерални секретари во континуитет ви се осудени и обвинети, значи дека ваш системот ви е корумпирано направен. Ви е направен така да едноставно води кон корупција. Значи, освен апетитот, потребно е да се смени системот, потребна е волја. Јас не гледам кај нас досега волја дека се сака да се излезе од корупцијата. Дека се сака, освен она да се мурто и курто, како се вели, да се симнат едни со други,
До сега не е видено дека навистина се сака да се промени системот на култура. Тоа кога ќе се промени системот правен и системот на култура, многу полесно апетитите ќе може да се остварат, меѓутоа на одржливо решение. Додека вие доаѓате на власт и очекувањата да се навратиме 4-5 месеци наназад, најпоставуваното прашање беше кога ќе се апси. Да. Тоа беше најпоставуваното прашање. И најголемата на новата влада, најголемиот терет од јавности беше зошто не почнала да апси. Кордалов, пред да дојдам уште овојте оставам на Сотир со краток блок, пред да дојдам тука во мојот автомобил преку интернет го слушав лондонското Times радио. Таму во ово утро се дискутира за 3 работи. Прво, немале доволно места во затворите. Второ, дискутираат за конструкцијата за буџетот за наредната година. И трета работа, дискутираат за војната во Сирија, анализираат што ќе се случува таму и до каде ќе дојде таа ситуација, додека сите членови на фамилијата да ги оставам до своите локации. 1 час точно слушав. Ние некако не разговараме во Македонија за она што се нарекува полиси. За она што се нарекуваат на македонски, како би било преведено тоа, политики. Пошто они имаат политикс и полиси. Ние не разговараме за стратегија за тоа како треба да изгледа образованието, каков да ни биде даночниот систем. Јас не се сеќавам некогаш да сум погледнал на телевизија дебата помеѓу представник на ВМРО, ДПМН и на СДСМ за тоа како треба да се оданочува недвижниот имот во државата. Не сум видел дебата за тоа како треба да изгледа образовниот систем, дали треба да има приватни факултети или не треба да има приватни факултети, дали треба да биде вака или онака. Ние никогаш од 91 па наваму јас не се сеќавам некогаш да се разговарало за политики и политичарите да се соочиле со своите ставови за политики. Имаш председателска дебата и дебатата се сведува, вие помилувавте криминалци, вие сакате да помилувате криминалци, вие сте се сликале со Шевалј Муареми, вие сакате да се сликате со Шевалј Муареми. Некако како да не сваќаат дека политиката не е она што тие ни го продаваат како политика. Прво да бидеме фактички досетливи. Втората тема што било на радиото е тема и кај нас за буџетот до година. Барем едно имаме од трите. Единствено обработено од македонска радиотелевизија синоќа. Па да, имаше цела дебата, меѓутоа мислам дека ја има како тема, ете колку толку во медиумите. Меѓутоа Љупчо не може на вокабулар на политичарите фашист, полтрон, морон и така натаму, вие дочекувате дека ќе има квалитетна дебата во општеството, вклучително во медиумите. Не може во систем на 150 реакции на реакциите, соопштенија, пресконференции кои што, како што испоменавте, меѓусебно се обвинуваат партиите наједноставно кој е криминалец, кој не или кој направил едно и кој прави друго, вие не можете да имате квалитетна дебата. Значи политичките партии досега го гушат општеството со своите комуникацијски стратегии. И затоа не може да има разумна дебата. Сите луѓе кои што сакаат да искажат стручен, личен став или најголем број од луѓето бегаат плашејќи се дека ќе се најдат под налетот на соопштенијата на политичките партии дека се ненната или на другата страна, а наспроти тоа многу често се форсираат луѓе кои што рециклираат лидерско партиски ставови. Затоа сме ние таму каде што сме и затоа сме таму ние каде што не сакаме да бидеме. Ако го промениме тоа, ако ја тргнеме омразата, ако ги тргнеме лошите фрази и се фокусираме на квалитетни политики од страна на партиите, ќе имаме квалитетни дебати во општеството. Сотир, ти ги учиш како да рециклираат? Пошто имаш тренинзи држано на голем дел од македонските политички. А што беше да рециклираат? Објаснете молам. Повели со твојата серија на прашања. Сотир, извини, ти го земав гостинот. Ја ќе дадам коментари за тебе. Добро утро и добро дојде Бојан Кордалов и од мене. Особено ми е драго што си нас гостини. Морам да ти кажам, причината што денес си овде е повеќе кратна. Еднаш кога се договаравме по моја грешка, не се договоривме како што треба. Прва и основна е, бидејќи цениме дека комуникациите во нашето демократско младо општество се погрешно поставени,
а ти како врвен, да не речам number one комуниколог, ни требаш да ни го објасниш тоа, дали сме во право или не. Комуникациите пред се мислам базични, родители, деца, професори, студенти и ученици, и секако политичките комуникации кои се тотално забегани. Тоа е она општата тема и мислиме дека со тебе убаво одговараме веќе. А втората причина, втората, третата и така натаму се малку по-конкретни. Деновиве јас се дрзнав да напишам едно отворено писмо до еден лидер на партија која јас ги поддржувам, ама мислам дека малку забегуваат у тоа насилие, у тоа кршење на компјутери и така натаму во собранието. Па сакавме да поразговараме дали им личи на лидери политички да прават такви работи или треба малку поинеко да се однесуваат. И да бидам искрен, на крајот завршувам со мој краток увод со некои мои лични доживувања кои не се срамам да ги кажам, а се негативни. Бидејќи не сум човек на социјалните мрежи, што ми се случува кога ја јавно ќе настапам и какви коментари доме, иако грото коментари се јако позитивни. Ама се згрозувам од некои коментари. Сега, да дадам еден коментар, Златев, од кој јас работувам со лидер, утрово е најпозитивен и најговорлив, лайк за Злате. Значи, Златев. Значи, Кордалов, те молам, дали констатацијата, види вака, се знаеме, комуникација, разговор, средба, тоа е среќа кој ќе се сретнат, да не одиме толку поимовно, ама комуникациите во нашето општество не ли се малку искривени? Не ли некако се погрешно поставени ли мене, така ми се чини, што сум разочаран од она што ни се случува на образовен и на воспитен план, па и на политички план. На секаков план. Еве, ти одиш подалеку. И ме радува што тука сме истомисленици. Кои што сметам дека сите ги споделуваат. Заради тоа што ние навистина не знаеме како да комуницираме и да го кажеме тоа што го сакаме, туку многу повеќе комуницираме од почетокот на нашето, да речеме, битисување до вклучувањето на пазарот на труд, политика или општество, каде да сме. Значи ние многу повеќе комуницираме негативно, што не ни се допаѓа, што мразиме, отколку што сакаме или што бараме, или која е промената што сакаме да ја видиме или сакаме да ја направиме. А треба да сме ние промената. Апсолутно, треба да придонесуваме. Гандиевски кажано. Втората работа, многу долго, еви моите генерации, не сум веќе млад, меѓутоа и тие после мене, се учени на комуникација која што е преопшта и предолга. Значи не е конкретна, што ме радува што денешните генерации тоа го немаат. Рецидив од минатиот систем. Апсолутно. Злате, има зошто ме закача мене за минатиот систем. Апсолутно, и тоа е нешто што овие генерации денеска го менуваат и тоа ме радува. Си не учи за да не работиш. Така е, или кажувај долго и неразбирливо за да сметаат дека си паметен, паметна, и тоа е проблем. Тоа е Васил Топурковски. Веројатно. Ние сме овде шеговити, лошо не мислиме. Иначе мој професор, мој добар пријател и за кого имам најпозитивно мислење, ама така беше тоа. Има многу такви кои што можеби 90-тите или 80-тите години давало тоа резултат. Мито вие денеска да зборувате долго, да зимате внимание, прво нема да го задржите, второ нема да направите промена. И третата работа не сме конкретни во на што го бараме, концизни и јасни. И тука се појавува еден проблем во комуникацијата кој што на крај го земаат и политичките партии, бидејќи тие се сочинети од луѓе како нас, и го воведуваат на ранг на пракса. Значи велат, ајде сега ќе ги кажуваме нови начини работите, ќе се напаѓаме бидејќи целта ги оправдува средствата според нечии мислења, а тоа навистина не смее да биде дел од политика. Целта како цел да ја освоите или задржите власта, но не по секоја цена. Бидејќи постојат закони, бидејќи постојат правила, бидејќи постои на крајот на краиштата и јавно мислење кој што ве суди и гледа, и ако ги погледнете политичките партии наназад, ќе видите колку често се посипуваат со пепел, ветувајќи едно, кога се во опозиција, правејќи друго кога се на власт. Тоа се случува на сите партии, буквално на сите. И затоа јас го знам, бидејќи ја работам со партиите. Мене знаеш што ме секира, Кордалов? А многу одамна на почетокот на демократските процеси еден професор, а тоа е Кирил Темков, деноје пак го прочитав, не опоменуваше: Господа, дајте етика. Господа, дајте децата да ги воспитуваме на морал и етика. Ние тоа не го направивме. Затоа ли станавме аномично општество? Затоа ли нема морал? Затоа ли нема одговорност? Не е проблемот во етиката, проблемот е во квалитетот. Во етиката е. Ја вчера имав едно интересно... да се спортистам. Во етиката која отсуствува. Едно интересно писание на социјалните мрежи. Ајде да каде се можеше да биде спречено? Те пофалив, иначе лајк кажа за тебе да знаеш. Само секунда. Еве, еден од овие сега што обвинети за корупција, нема да го именувам, да не бидам сега дека гледам. Ја го познавам човекот.
Пред да стане директор на македонски пошти, човекот беше чевлар во Неготино. Лично го познам, ми правил чевли. И сега, доаѓа ситуација, значи чевлар е многу достоинствена и битна професија во општеството, но господинот после тоа некако чудно завршил на еден факултет диплома за година дена, значи, за година дена успел 4 години образование, и го ставиле потоа да биде директор на државна институција. Знаете, што очекувате ви од такви луѓе? Во наше време ние ги викавме вечерни училишта тие. Чудни дипломи што дава. Од такви луѓе вие не може да очекувате, од кои има вртоглав раст во кариерата. Значи, ние имаме ситуација од нигде и сега имаме таа ситуација, да се разбереме, тоа не е само символ за претходната власт. Од никој ништо наеднаш станува стига до ниво да води институција со 400 вработени. Како очекувате вие да биде морален и етички некој кој не е системски втемелен во тоа што го работи? Кој нема, знаете, друго е ако вие работите 30 години во комуникации. Сега пример земам с комуникација, утре стават министер за комуникации да бидете. Но доколку вас ве стават у Совет за радиодифузија, а вие никакво искуство немате со радиодифузија, вие не го познавате бизнисот, освен личниот интерес, што ќе ви биде вас водилка во тоа што го работите? Партискиот веројатно, освен личниот. Значи, вие се грижите само за личниот и партискиот. И тие два интереси превладува овие 30 на години кој. Нормално да, ако нема мери систем, значи вака да демистифицираме, тоа е корупција. Да. Ова што се зборува е класична корупција. Не е корупција само да дадете и примите пари. Корупција не си ја завршите работата и предметот кој што го работите. Не мора на висока позиција, може пошироката дефиниција за корупција. Ама таа е клучната. Да. Корупција е да кочите и доаѓаме до одговорност и па до етиката доаѓаме. Така е, апсолутно. Да кочите млади луѓе да се вработат на одредена позиција, сплашејќи се дека вие ќе бидете изолирани. Корупција е да не завршите нешто за што сте платени во името на граѓаните. Така што неставањето на вистинските луѓе на вистински места по квалификации направи две работи. Првата е масовно иселување или масовен екзодус. И денеска ние, колку и да сакаме, ние немаме останато многу квалитетни луѓе. Заради тоа што огромен број од луѓето се иселија. Да, но Бојан, се согласувам со твојата перцепција, но во Македонија имат 2700 институции. 2700 души на 2 милиони барем останале сигурно квалитетни. Ако не останале, знаете Јас не велам не. Меѓутоа партиите се доволно суетни да ако има двајца квалитетни, тие се во една партија, другата нема да ги постави. Тука влегуваме во клуч, селекција на кадри. Ама да, или селекцијата е слаба. Давам практични примери. Да речем има двајца најстручни на некоја позиција, тие со едната партија, доаѓа другата не ги става тие. Има двајца најстручни. Сум го доживеал. Или има 20 најстручни кои што се од една етничка заедница, тука пишува дека треба друга, ние не правиме рокада да ги вклучиме сите етнички заедници, меѓутоа на вистинските места. Да, ама и балансерот не корумпираше, па да знаеме. Тој фамозен балансер кој ја не го сакам, немам симпатии. Тој не корумпираше нас. Тој не направи да се прикажуваме, сме македонци, да се прикажуваме срби, да се прикажуваме албанци, турци и не знам што. И обратно. Имаш па и тоа е корупција. Ама има една поговорка, вели патот до пеколот е подлачен со добри намери. Така, да. Значи ако вие добрата намера, наречена балансер, не ја искористите правилно, и за албанци, и за македонци, и за турци, и за роми, и за сите, туку буфално ја ставите во функција на партиски интереси, ќе се случи тоа што ќе се случи. Инаку да бидеме реални. Интеграцијата во општеството и ова што денеска го гледаме е заслуги на тој балансер. Меѓутоа сите негативни појави требало со време, ако не со време барем денеска да се анулираат и да се постават правилно. Ај сега ќе одеме малку конкретно. Ова е добро го поминавме. Нема да ми замерите. Ја комуникацијата малку ја сваќам дали зимаме само позитивни работи од западните демократии, па ги спроведуваме или ги изопачуваме или зимаме лошите работи. Не, само негативно зимаме. Така види. Се што е негативно, таму е присутно и овде. Јас сум посматра какви анализи давате, да не речем анализи, комуниколошки, дури вие задирате и во социологијата и тоа ви е јака страна и ќе те молам да ми одговориш нешто. Како може Бајден на крајот од мандатот да си го
помилува синот, комуниколошки гледани, која е таа храброст пред американската јавност, која е таа одважност демократска и како може недојдениот председател, за го имам симпатии, да најави првиот ден ќе ги ослободам оние што влегува во А вториот ден самиот себе си ќе се помилува. А како може ние 7 години дечки за кои знаеме дека не сториле тоа кривично дело за кое лежат, никој да не се трзне обвинител преку вареден правен лек да повтори постапката собрание како што направи една селективна амнестија, да направи една праведна амнестија, или председателот кој изјави претходниот знаеме, а тоа е Пендаровски, знаеме вика дека не е сторено кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поред и безбедноста и ништо не презиваме, па и сегашната морам сега да те поправам. Да завршам, морам да те поправам. Биди коректен. И новата председателка. Ама не даваш да се докажам сега вече. Овој ден утрово претеруваш. Ајде да се докажам. Значи реков и сегашната председателка. Иако најави дека таа размислува. Како е можно тоа? Се плашиме комуниколошки? Се плашиме дека албанскиот кампус ке рипне, кој еве сега е на црната листа, нивниот репрезент представителен во последните 7 години, тука да завршам да не го узурпирам времето. Главниот проблем комуникацијски во нашето општество во оваа смисла е што имаме јас комуникација. Гап. Не само гап, него имаме јас. Значи, што мисли личност? Јаството. Се извинувам, не те сватам. Его комуникација. Его. И се врти околу луѓето, кои што се на власт челниците. Ние мора да разбереме дека луѓето на власта се менливи и минливи. Системот остана. Најнормално. И ние 30 и нешто години не сме изградиле систем. Јас и претходната влада, кога се фалеше со подигната транспарентност, секогаш кажував дека или вие градите систем на транспарентност од сега за навек, што ќе го почитуваат систем, што ќе го почитуваат сите, или вие не сте доволно транспарентни. Значи, напредоци, чекорчиња во 21 век на вакви теми за мене се неприфатливи. Сега, во ситуација во која што политичарите даваат изјави, а не соработуваат на градење на систем и со представниците на државниот апарат кои што треба да ги спроведат работите, вие не можете да изградите никаква доверба ниту правда. За разлика од тоа во САД, може да изјават председателите што сакаат. Меѓутоа системот, на овој или на оној начин, правно тоа ќе го прифати или отфрли. И тоа сме го виделе многу пати. Традицијата многу. Не е традиција, тоа е конкретна правда. Тоа му се случувало на актуелниот председател Бајден и на минатиот. Проучив и на поранешните им се случува. Така е апсолутно. Проучив. И разликата е тука. Дали има системот начин како да се спротистави. Кај нас, ако еден лидер на политичка партија, особено на власт, изјави нешто, ретко кој од институциите што треба да се независни ќе се спротистави. Многу ретко се случувало, но многу ретко. Ете тука е она што мора да се промени. Мене навистина не ме интересира што личноста председател конкретна вчера или денеска мисли. Мене ме интересира дали институцијата што се застапува, институцијата председател го работи тоа, се врши работата и дали придонесува за тоа се раздести. Инаку се политика и политичко. Ова последно прашање заедно што постави Кордалов. Денеска очекуваме Уставниот суд да се ја заврши работата што не ја вршеше 7 години. Ќе те прекинам, продолжуваш со прашањето. Але денеска си феномен си денес. Ајде. Суд ќе расправа за законот за јазиците. Денеска треба да се произнесе за иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на законот за употреба на јазиците во однос на указот за негово прогласување на законот во целина, како и одделно за сите 25 членови на законот. Во 2019 година, кога всушност тој закон стапи во сила, законот беше оспорен со 12 иницијативи пред Уставен суд. Уставните суди тогаш ги ставија сите овие предмети во фиока, а денес ги ставаат на една седница. Продолжи. Мене ми беше целта само да ја морам информацијата. Ова позитивна енергија одамна не сум ја видел кај тебе. Ова позитивна, искрено го кажувам и честно. Значи денеска Уставниот суд за мене полага испит. Јас сум напишал колумна кај што сум напишал институција изгубена во времето и просторот. Стојам за тоа. Еве сега двојца од етничките групи, и кажам делови од народот, а тоа е од малцинствата меѓународен термин прифатен, однапред априори откажаа да работат, си ја поплюваа струката. Зошто? Зошто 7 години нешто што не сработиле, денеска храбро не го сработат,
нека излезат во јавноста, очекувам нека ќе излезат во јавноста, ќе кажат што сработиле, како став задема, или пак ќе преработи на скриеното рацио, ајде да погодиме и на јавноста, овие протестираа, шатори поставија, половично ќе ја завршиме работа. А сите знаеме дека тој закон е над законие и над уставот, над лекс супериор. Сите знаеме и од формална правна гледна точка и од содржинска дека тој закон не чини. Сите знаеме дека нема закон за употреба на албанскиот јазик, туку има закон за употреба на јазиците и така натаму. Те молам, што очекуваш ти како врвен комуниколог, како да сработите и да искомуницираат со јавноста уставници судии? И зошто оваа тема тоест толку нејзиниот подели? председател? Зошто оваа тема го создаде ова токму сега? Еве, прво зошто чека од 2019-та, го ставија во фиока во 2019-та и тогаш беше скандалозно прашање, го отвараат токму сега, која имаме нова влада со 5-6 месеци мандат, од една страна дали може би владата притискала, за тоа не знаеме, и од втора работа, зошто сега една техничка одлука за тоа дали нешто е уставно или не, станува малтене причина за некакви судири. Прво, правото во овој случај го регулира политичката одлука која што била донесена. Тоа е првата работа. Зошто докрај тоа не се изрегулирало и правилно, тоа е клучно прашање. Самата влада, јас би одел чекор понапред, каже дека што и да се случи со одлуката на Уставниот суд, ќе донесе законско решение кое што ќе ги почитува одредбите во насока на почитување на законот за јазиците и така натаму. Значи не важно е што ќе одлучи. Не, важно е за да биде поставено на здрави основи. Амортизираше, владата амортизираше. Не амортизираше. Ја така сватив. Јас би сакал да видам комуникација која што вели ќе ги почитуваме законите, ќе ги почитуваме институциите и ако нешто не е правно или исправно, наједноставно кажано, ќе го направиме на вистинскиот пат. Бидејќи во минатото сме се изнагледале закони кои што паѓале од некакви технички причини и потоа се испоставува дека бил поголем политичкиот интерес отколку нешто друго. И тоа не сме да не се случува. Не сме да не дели јазик. Еве, сега бев, речи си месец дена во Белгија, во Брисел. Таму се зборува и францускиот и холандскиот јазик. Да. Меѓутоа тоа е регулирано каде, како, под кои услови, што и никој тоа не го доведува. И кај не се регулирано, не се спроведува. Со уставните амандмани 4 нивоа на употреба на јазиците. Независно, таму е регулирано и се спроведува. Овдека ние уште се делиме на тема како да се употреба јазикот. Интегративен елемент, јазикот не дезинтегрира. Значи мора јазиците да бидат прифатени како начин за комуникација, да се подсеќа. Јас сум комуниколог, значи треба да се следам дипломата. Значи јазиците постојат како начин за комуникација и разбирање меѓу луѓето. Се друго понатаму е веќе политизација. Е политичка хегемонија. Еве на пример, ја имав ситуација, поднесувам до Министерство за образование, каде што беше министер албанец, поднесувам барање за нострификација на мојата диплома од Велика Британија. Ми издадоа документ, уште си го чувам нормално, цел живот ќе го чувам, тоа е нострификацијата, на една страна напишани двата јазици. Сега видете, ја не сум противник на двојазичноста, на користење на албански јазик. Ама што ќе ми е мене преводот на албански јазик кога јас не го разбирам тој јазик? Зошто, а каде е турскиот? Зошто институцијата, ја немам проблем некој ако побара на албански јазик да му биде издаден документот, да му биде издаден. Така. Но зошто мене администрацијата ми дава услуга која јас не ја барам и да биде иронијата најголема, наместо во законскиот рок од 8 дена, чекав многу повеќе за нострификација на дипломата затоа што преведувачот имал многу работа. А зошто не ти дават на турски јазик? Зошто не ти дават на српски? Побарал. Не, ако сум побарал, а на албански побара? Не. Прашањето ми е сосема поинако. Тоа е всушност основата. Не целосно дефинирање каде и како постапуваме. Вие ако имате две институции со еднаква важност, Министерство за образование и Министерство за земјоделие, неважно. И тие поинаку толкуваат закон. Вие прво имате проблем со неусогласување на пракса врз основа на законот. И нас тоа не се случува. Сега, токму затоа е разликата повторно од Западот и тука. Да. Токму затоа е разлика. Значи, ние уште се спориме и политички се делиме по прашање кое што треба да донесе поголеми пристап и поголеми можности. Која треба заедничко да покажеме. На крајот, не само заедничко. Living together. По мене треба да покажеме желба за економски напредок за сите. Да, ако во средиштето го ставиме економијата, придобивките, профитот, како сакате, ние ќе изградиме многу подобро општество.
Ние додека во средишто се ставаме себе си, политичките партии, нашите нереализирани желби, ветувања, хирови и така натаму, вака изгледа едно Кордалов, општество. ние имаме и негативен однос и кон профитот. Ама тоа не е моја област и не би се многу Да, кај закачал нас ако време. си богат, ти си по дефолт криминалец. Кон Знаеш, приватната да, собственост, истото. Кај негативен нас- однос имаме. Да, Ама затоа. кај нас односот кон Да. богатите луѓе, кога ќе видат на улица некој дека вози скап джип, викаат овој крадел, види, ама природно е да мислат Не така. е во само Не, неприродно е, Златко, те молам. природно е вие да посакувате да возите джип, така, според браво. мене. Да. Според мене. Комуникацијата на сакам да возам по-убава кола, не мора да е скапа, по-убава кола, сакам да живеам во поголем стан, сакам да заработувам повеќе, тоа се здрави амбиции. И таа комуникација треба да се негова. Да завртиме работата како што треба. Да ја вратиме како што те, не да ја завртиме, таа е завртена овде. Па Таа е первертирана. овдека завртена. Вредносниот И ние, систем не е изместен. Апсолутно. И сега имаше пред некој ден изјава на премиерот кој што вели како ќе се договорат работодавачите и синдикатите за минималната плата, така ние ќе прифатиме. И тоа е зрела комуникација. Значи едноставно треба да се преговара и треба да се најде компромис и Не, заедништво. синоќ имаше многу добра емисија, бизнисот конечно фалеа синдикатите, бизнисот и власта седна, направија многу добра комуникација за буџетот. Ма јас не Што е се реткост. сумнам. Јас не се Што сумнам. е реткост. Меѓутоа- Сите три комори. Здружение на комори, комора главна и она североисточна, Северозападна западна. и каква е? Коморите секој Да. се со власта, ама тоа не, друго не, прашање. не, е точно, Добро. не е точно. Ама тоа Не. е сосем друга Ја малку повеќе комуникација. памтам од тебе. Има Не. разлика. Значи владата која ќе каже јас ќе прифатам, а не да интервенирам, за мене е многу поздрава Да. здрава ситуација, бидејќи ги имате двете страни на диалогот, работниците и работодавачите. Владата кај нас повеќе од 30 години е поголем супервизор, полицаец, Од сите. и носител на Што се. не чини? Ма апсолутно не чини. Ако вие на двете страни на масата ги имате засегнатите страни, вие сте тука само да, како се велеше, тоа да олесните Капиталот процес. ни расте, а трудот ни е Ма обезвреден. Ништо не ни расте кога вие Тука сте комуниколовски ориентирани. помогни ни. Како да го сватиме Па тоа? наједноставно, значи вие додека градите комуникација во општеството на тоа тој да нема за јас да сум среќен, а не градите комуникација како јас да имам, како сите да имаме за да градиме поуспешно општество, така ќе трулиме. Затоа реков, мора да се стави на врвот интересот економски на државата, односно на поединецот. Секој од нас, кој велам поединец. Да. Кога така поставите, ние ќе носиме добри закони, ние ќе гледаме интеграција, а се дека ние викаме чекај јас како да го зезнам, другиот чекај како оваа партија да владее 100 години, а оваа да умре за секогаш, како вие не можете да изградите општество. Да, на пример, и тоа е едната екстрема на нашата култура, каде што ние сме многу негативно нели насочени кон оние кои работат, оние кои имаат, оние кои се богати, а другата екстрема на нашата култура е не знам, ако било каде во свет за некого би рекле, знаете, тој е корумпиран, кај нас би рекле тој се снашол. И има Убави формулации правиш. Има една да, има знаеш како? Еве, пак ќе се вратам на овие вчера што беа уапсени. Еден од уапсените од Неготино, човекот потекнува од таква земјоделска работничка Го фатија фамилија. и твој Неготино го фатија. Значи, и наеднаш човекот во средината во која живее станува главна звезда, станува големиот Гетсби. Тие талентите, Злате, тие се талентите. Ние имаме и такви ситуации каде што наеднаш сите почнуваат да го почитуваат, а тој ги направи парите практично со корупција. Се не имаме и различни примери и луѓе му се восхитуваат. На TikTok се восхитуваат на оние дилери кои се во бегство, младите и така натаму. Имаме од екстрема во екстрема. Може ли наједноставен пример? Значи, кај нас се почитуваат повеќе брзите кредити од банките. Еве наједноставен пример. Значи, банките биле лоши, што даваат кредити за станови, за коли, за 3%, 5% камата годишна. Како и да е камата која што се согласуваме и ја прифаќаме и гради еден план на еднината, а брзите кредити што многу често се земаат од денес до утре, биле Ти се зеленаш. Не, Ти од уби Боже каматите се Кордалов. Јас не сум експерт, Ја едно зелов. јас за среќа не сум зел сега, и нема да земаш те молам. меѓутоа, ако вие имате кредитно биро, ако вие имате банка која што вработила 500.000 луѓе, да проценуваат ситуација, состојба, можност за враќање, значи тие се грижат. Дали вие можете да го сервисирате долгот? Заради себе се грижат, не заради вас.
за да и тие си го заработат своеделносно каматата. И вие да си велите, а тие се лихварите, тие се не зимаат, а то со поддршка на владите и партиите многу често се прави, а од друга страна да викате супер ова, да ќутите, во најмала рака за брзите кредити, сте се учесници во сето тоа. Значи не може на тој начин да се И функционира. не само тоа. Најголемите звезди во македонското општество, спортски, уметнички, подкастерски, било како, рекламираат коцкање и брзи кредити. Добро, сега тоа ќе биде стопирано. Не, видете, и на пример во Англија се Користички да стопира тоа веќе. се случуваше фудбалеи да рекламираат вакви најави, имаше жестока реакција од народот. Имаше бойкот на цели продукти затоа што поддржуваа одредени вакви работи. Јас ја разбирам добрата намера, меѓутоа ова е поле за сериозна дебата. Ако навлеземе кој што смее да рекламира, утре ќе забраниме некоја храна да се рекламира и така натаму, треба да се штити Попре за храна треба да се забрани да се рекламира. Да, ама некој ќе каже друго, некој ќе каже трето и така натаму, значи едноставно ќе навлеземе во нешто кое што е малку. А зашто не одиме позитивно органската храна да ставиме на пиедестал, брзата храна ќе отпадне. Јас би одел на јака регулација врз основа на потребите на граѓаните. И тоа, Значи, да се почитува... законот да санкционира, односно да воведе правила кои што се интерес на граѓаните. Ако се злоупотребуваат на некој начин брзите кредити од оние кои што ги даваат, треба да се промени законската регулација. Златев, ако не одиме на одмор... Одиме на Ќе одиме? Искам нешто многу битно да го прашам, а да не го едно прекинуваме. прашање. Не, ајде после одморот. Ајде после одморот, ја имаме на поезија да Битно ми. читам после одморот. Ај. Инаку, почитувани слушатели, само да ви информирам дека Радио Лидер досега ги има одбиено сите понуди за реклама на брзи кредити. Сме имале понуди буквално од сите кои се учесници на пазарот во Македонија и сите ги имаме од прва до последна. Одбиено, тоа е некоја моја црвена линија во однос на овие работи, тоа не чини многу. Еве, Златев, ова е етика. Но тоа не чини. Ова е твојата вертикала. Тоа не чини многу, но како човек кој гледал како пропагаат луѓе околу него благодарение на овие брзи кредити, едноставно не можам да си дозволам да профитирам на грбот на граѓаните. Друштвото на поетите изгуби еден многу значаен поет кој сега е во бегство. Станува збор за поранешниот директор на Рек Битола, потоцна и на ЕСМ Васко Ковачевски. Кратко ќе прочитам една негова песна, напишана на Фейсбук во 2017 година. Не, ова е многу интересно да се коментира како политичка комуникација. Ќе се обидам да бидам најдобар во мојата интерпретација на ова литературно дело. Кога сите легнувавме и сонувавме, тој беше буден и размислуваше. Кога ние деноноќно одмаравме и празнувавме, тој деноноќно работеше. Кога ние бевме со најблиските, тој беше со сите нас. Кога се изгуби надежта за Македонија, тој тргна кон нова иднина. Кога сите велеа нема спас од Никола Груевски, тој му се спротистави. Кога многумина веруваа дека режимот кога малкумина, се извинувам, веруваа дека режимот ќе падне, тој тргна да го руши. Кога никој немаше храброст, тој се исправи храбро. Кога многумина калкулираа, тој тргна кон целта, слободата. Кога повеќето се повлекуваа, тој тргаше напред. Кога сите велеа ова е крај, тој велеше ова е нов почеток. Тој не е маж, тој е мажиште. Тој не е лидер, тој е лидериште. Тоа е тој Зоран Заев. Напиша Васко Ковачевски за поранешниот премиер. Бојан Кордалов Мицковски до сега се покажува како единствениот премиер во историјата на Македонија, покрај Владо Бучковски и покрај Хари Костов, за кој не е напишана поезија. Мимо овие техничките. Значи за Љупчо има песна, за Груевски има песна, за Бранко има песна, иако малце не е у позитивен контекст песната за Бранко. За Заев има неколку песни, он има, може цело CD да се издаде со песни за Заев. Мицковски нема ни една заедно со Бучковски и Хари Костов. Емил Стојменов и Ковачевски ги скокаме, ама веројатно мислиш на подолго владење. Да, па добро, да, и Емил Стојменов и Димитар Ковачевски немаат поезија. Која е потребата ваква култна личност да се гради? Ма потребата е секаде. Пак доаѓаме до комуникацијата. Ние и во компании, и во власт, и во партија, секаде. Ние гледаме два дела. Значи, народски кажано упикување, лидерите и кодошење. Ние се двата система
по кој што до денеска се гради еден човек како успешен пример. И затоа ние се воодушевуваме или на ваквите, потено, или на оние што направиле некаков криминал. И тоа е проблем. Интегритет нема. Интегритет нема. Многу ретко, значи кога велам нема, не велам дека нема честни исклучоци, меѓутоа мојот професор по логика велеше исклучокот само го потврдува правилото. Значи, ако не изградиме интегритет, тоа значи да имате свое мислење, свој став и да го браните во тој и момент. да е конзистентен. Во тој момент, вие може да еволуирате, не е спорно. Кај нас се мисли сега, ако вие во 90-та се сметале дека не знам, треба нешто, дека вие во 2024 треба не може. Јаве, као микролидер на едно мало предпријатие, морам да ви кажам дека тој дел од шефе ти најболи си тоа фалби, пофалби така, леле ова како направи, како рече, тој дел не го сакам. Овој со кодошењето ми го оди, морам да бидам признат. Затоа што тоа што вие го нарекувате како се вика кодошење, јас го нарекувам грижа за процесните операции во компанијата. Надзор. Штета што не си наш современик на социјализмот, комунизмот, туку си наша иднина. Иначе. Значи, Проблем, многу голем проблем е тоа и што повеќе се избегнува тоа да се адресира, ние ќе тонеме. Интегритет. Значи, вие во политичка партија, за да напредувате, не може да давате изјава, а дали ќе се кандидирате, ќе чекам лидерот што ќе каже. Што ќе бидете, не знам лидерот како ќе одлучи. Не се гради така интегритет. Вие може да кажете во најмала рака заедно со лидерот ќе донесеме одлука. Но и тоа не се прави кај нас. Кај нас секоја политичка партија вика не знам јас, не сум од тука, лидерот што ќе каже. Криви ли сте, не знам, лидерот како ќе одлучи. Ќе си даете ли оставка, не знам лидерот. Не може. Во една моја книга имам напишано лидерот е партијата, партијата е лидерот. Така е. Потврдена вашава теза. И така не се гради интегритет. И вие и со тоа лидерите што викаат браво, да го поддржиме овој човек затоа што вика или сега актуелно веќе 10 години е благодарам на претседателот на подмладокот или партијата што ме постави за тоа и тоа. Како благодариш? за укажаната За доверба. укажаната доверба и чест. Кога ќе ги видам таквите објави, понекогаш се прашувам дали живееме во диктатура некаква воена од Блискиот Исток или живееме во современа демократија. Во комуникација само цензурата е најлошата, полоша од цензурата. Значи ние овде се во наводници само цензурираме и велиме му благодарам на врховниот лидер што мене ме стави, вечно ќе му служам. Уште тоа фали да го стави. Па груби тоа го правиш. А не го прави само груби, ама не го прави само. Сите го прават. Сите го прават. Тоа е проблем. Но Кордалов, ама еве таквиот однос кон лидерите и таквиот однос на лидерите кон нивните подчинети литературно ја збогатува Македонија. Ајде да кажеме, се случуваат се раѓа креативност да напишете нешто за лидерот, да се борите нешто за лидерот и тоа од времето на комунизмот и има многу интересна трансформација. Ние имаме во Македонија луѓе кои буквално за секој кој бил лидер во земјава они граделе култистите луѓе се. Ама Лјупчо, дали од комунизмот, дали претходно, сосема е различно ако уметник направи уметничко дело. Апсолутно. Значи проблемот е што толку вие се воодушевувате многу често, а после се гледа дека имате всушност претензии за некаква лична или партиска корист, што вие Дека изличите... сакате стану виена уствари. Па не е важно што, меѓутоа имате, видите, дали сакате една чаша нова, дали сакате стан, дали значи едноставно, ако посегнувате на недозволен начин, без интегритет поработите, го расипувате општеството. Своето општество, општеството ваше на вашите деца, на вашите блиски, ако украдеме од компанијата каде што работиме или од општествениот имот, крадеме од себе, не можем. Ако отидеме преку ред, нешто значи зимаме од некој наш братучет како што не добил услуга. Че мораме да го разбереме тој, пак доаѓаме до корупцијата и интегритетот. Се менува со волја. Кај нас нема волја. Потоа се законите, потоа се одлуките. Кај нас недостасува волја. Како беше, ако има волја, има и начин. Никогаш нема да заборавам кога се бореше со ракот мојот покоен татко и одиме на онкологија, знаете, и треба да му стават крв. И доаѓаме до ситуација нема крв. И сега вработените од таму ми велат, видете, фатете ако имате врски да пратат крв од трансфузиологија. И сега нормално се бориш за живот на човек, вртиш телефони, као новинар ги познаш сите и доаѓа до крв, но замислете како име на оние кои
нема каде да се јават. И јас постојано Тешко им. Во нашето секојдневие сме принудени со овие компромиси. Во овој случај, не знам, судете ми што сум фаќал. Не, тоа компромис, тоа е борба за живот, грешиш, тука грешиш. Значи, не. Морален компромис е на еден или не. Ја така сум го чувствувал тоа, но ситуацијата е дека некако општествената норма е прифатена така да се однесуваат. А и тие што ме советувале, не сакам да ги навредувам, тие луѓе најдобро мислеле за мојот татко, затоа што знаеле, дел се од системот и знаат на каков начин вие може да стигнете до крв. Тоа се нарекува Хајнц дилема во науката и е тоа многу сериозно фатено. Хајнц дилема, да. Не објасниш? Како сакате на кратко, не е проблем, се случува, доаѓа некој човек во аптека и бара 3 лека. Аптекарот му вели, ги имаме лековите, чина толку и толку пари. Човекот вика, немам, вика, мајка ми е многу болна и се многу важни за доздрави. Се покажуваат, аптекарот не попушта, бидејќи овој нема пари, така натаму се замина. Утредента доаѓа аптекарот да ја отвара аптеката, провалено само тие 3 лека фалат. И сега тоа се разработува како дилема. Дали треба да се суди, како треба да се суди, така натаму. Меѓутоа во овој случај не мислам дека станува збор за такво нешто. За класична Хајнц дилема. За класична Хајнц, но сакам само да ја само сакам да покажам дека ова е нешто кое што се разработува. Проблемот е, затоа ги спомнав и генералните секретари се, што нашиот систем е веќе поставен да не тера коруптивно да функционираме и она што го нарекуваат бомбониера и кафе, што мене навистина ми е веќе смешно, не е бомбониера и кафе. Само збор за многу посериозни работи. Ние сме се изнаслушале скандали, дали онкологија беше споменато после какви лекови се давало, дали доктори што работеле полуприватно, полудржавно без тоа да биде регулирано, а дали луѓе кои што земале мито на факултети за да пуштат или не пуштат студенти. Значи тоа е директно подкопување на сегашност еднината на земјата. И тоа е проблем. И ние како граѓани често се наоѓаме во ситуација да немам избор. И ако можам да одговорам, го видовме тој во ковидот, меѓутоа е многу почесто. Ние имавме многу поголема стапка на смртни случаи, слично затоа што луѓето во голем дел, особено руралните средини, немаат пристап, немаат лесен пристап до здравство. Вие погледнете го образованието, Министерката за образование сега ја повторно отвара оптимизацијата и слично. Значи, имате места каде што со километри се уште се пешачи од деца да стигнат до училиште или пак нема настава. Каде сме со канализацијата? Со современата, значи едноставно ние тонеме, ама важно сега ќе се поправи за локални избори. И многу интересно. За локални избори. И многу интересен наративот па кој ќе земат да прочитаат 2-3 странски списанија некои наслови и ќе седнат да ги имплементираат тука, односно во состојба која што нема канализација, тие ти зборуваат за дигитализација, за фотоволтаици, за енергетска одржливост, за смарт системи и така натаму, а ти се соочуваш со проблеми, не дека западните општества ги немаат овие состојби. Ковид кризата покажа многу дефекти таму, особено во Германија, која сватија дека во 2021 година 70% од докторите се уште користат факс. Не така лошо. Кордалов, на почетокот ти реков дека имав една лична причина, кој реков повеќе кратно се причините зашто те каниме да бидеш нас гостин. Па во интерес на времето ја би сакал да те прашам нешто, не е Хајнц дилема, сега се насмеевме малку, ама е лична дилема. Па како на комуниколог ја би побарал мислење, да не речам помош од тебе како да сватам некои работи, а поентата ќе ја сватиш. Ама ова е за повеќе за слушателите. Значи, ја како јавна личност сум изложен на јавноста долги години, јас сум опериран на тоа, не се секирам кога ме напаѓат, ја посилен сум кога ме критикуваат, ама ја не сум човек на социјалните мрежи, немам некое високо мислење на социјалните мрежи, знам дека се битен сегмент од јавноста, немам ништо од овие работи, ја твитери, митери, имам само мејл. Ама не можам да сванам јазикот на омразата, зависта, негативната енергија што превладува на социјалните мрежи. Пишувам ја колумна на која
личен став и лична случка и те молам да ми одговориш. Како да го сватам това? Давам став во колумната јас за договорот Нивица, бугарскиот оно и многу јасно зазирам политика. Од долу под колумната овие коментарите, еден коментар вака вели. Вика, ти си кретен. Идиоту еден, дебилу, дегенеретику. За колку е ова, бе? Гнасо за мене. Те молам биди коректен. Гнидо стоко една. Тој е невидлив за мене. Ама јас го жалам овој човек. Ја ништо од ова не сум, ја изнесов став во моја колумна, никого ад хоминем не нападнав, и ја не можам дали е ова говор на пештерата, дали е ова однесување на джунглата, дали е ова филозофија на паланката, и ова е од поодамна, ама ја го имам запишано и реков, кога ќе се сретнам со комуниколог, ќе побарам да ми обясни што е ова. И сега пази, пред месец дена промовирам книга на јавна личност, кај Раде Силјан, и меѓу другите и то прекрасни овие карактеристики од промовирањето, бидејќи многу на модерен начин беше направено, еден коментар вака вели. Вика, говедо едно, оди си во Кочани, ти ке ни промовираш нам книги во Скопје. Види сега, не сакам нешто, Бог знае што, ептен лично да ставам работа. Ше продај куќата, ти нема кај да идеш во Кочани. Значи, како комуниколог, биди сериозен, Златан. Како комуниколог те молам, објасни ми го ова. Башка што тоа е невидлив човек. Не доаѓа вака да се сретниме на јавни дебати, како што вие излегувате, како ја што излегувам, како младиот Злате што излегува. Него тоа е невидлив и си дозволува еден човек од тогаш бев 62-3, сега 68 години да го каже ова. Може не, молам да ми одговори Кордало. Ќе одговори Кордало само да ти да си еден кураж. Не, кураж не ми треба, јас си го имам куражот. Јас едно од најголемите остварувања во мојот живот, што ја лично го имам, е тоа што не постојат членови, ботови на политичка партија во Македонија, значи зборувам од сите големи политички партии, не постои радикални членови на верска заедница во Македонија и не постои представник на она што се нарекува граѓански сектор кој мене ме нема плюкано. Ја имам толку голем трак рекорд дека сите ми имаат лом праено и уживам во тоа. И да бидам најискрен, доколку денес на Твитер не прочитам дека некој не ме плюкал, јас се чувствувам навистина лошо. Кордалов? Не, погледни да во мене погледни. 2 минутки беше одсутен, не слушна што рекол, мене тоа ме јачи, ничевски. Тоа што не може да те уништи, те прави појак. Комуниколошки го замолувам господин Кордалов да го објасни. Вие имате многу повеќе искуства кога сме видливи. А не се жалам. Да. Кога ќе се стави микрофон за да се прави анкета, значи веројатно на секој 21 да ви изјава. Само тоа е полошо од она кога се јавуваат анкетари, веројатно таму секој 5-10 одговара. И кога ќе се изгасне камерата, кога ќе се седне некаде, сите ја оправаме државата. И тоа се храбри. Зошто тоа се храбри? Заради тоа што, повторно ќе кажем, политичките партии промовираат полтронизам во јавноста и промовираат други негативни појави. Значи, колку вие повеќе под инструкции ја напаѓате другата страна или под инструкции ја браните својата, сте толку добри. Ај вака во промовирање на книга има ли страна? Не, ама ќе дојдам до тоа, тоа е веќе последици. И се согласувам тоа е веќе последици и се вие почнувате и градите едно општество кај што се гледаат луѓе на нишан. Не баре сме ние 100 милиони, па сега, значи на 1,5 милион луѓе се гледаат на нишан и сега едни од оваа страна, други од оваа страна почнуваат да се напаѓаат вербално и во таа борба да бидат поинтересни да го задржат приматот наспроти реалните проблеми на граѓаните што ќе излезат и излегуваат во медиумите, тие почнуваат да користат тешки фрази, лоши фрази, ги наброев претходно дел од нив. Спомнете вие дел од тие што и политичарите ги користат. Што очекувате понатаму кога ќе видат луѓето како нивните лидерки се изразуваат, што очекуваат како вокабулар да користат? Под број 1. Под број 2. Социјалните медиуми се огледало на општеството. Така. Сега ако вие 30, 50, 70 години не сте вложувале доволно во образованието и во едукацијата на луѓето како да комуницираат, сега ќе ви излезе.
Порано се знаело кој може да зборува јавно и колку филтри треба да пројде. Денеска социјалните медиуми секој е своевидна јавност. Не е медиум во класичен тип, но е своевидна јавност. И сега ако не ни се допаѓа тоа што го гледаме, имаме две опции: да едуцираме и превенираме, под број 2 да санкционираме. Ова прво мене ми се близува. Ама кога санкционираме, бидејќи доаѓаме до домашното воспитание и до култура. Ама ние не можеме, така е, вие го споменавте и Темков, да, ама ако потврдило домашното воспитување и културата, општеството мора да се погрижи. Јас спомнав однос професор, ученик и студент, исто. Ако јас сум дома, не сум се научил ѓубрето кај да го фрлам и го фрлам на улица, мора општеството да интервенира. Не може да се каже, добре, се не го научили од дома, ќе го пуштиме. Значи, едноставно, многу е важно да се разбере дека правила мора да има. И мора да има превенција, но мора да има секако и санкција. Да. И тука доаѓаме до клучните работи. Знаете како, ние ако се случи некој да го нападне вербално на социјални медиуми или било каде, премиерот, министерот одма се реагира, што е супер. Ама ако се случи некој друг човек да биде нападнат, тука не се реагира брзо. Тука е проблемот. Сега прашање што е тоа нападне вербално. Ако има критика здрава, јас сум за. Ако има ад хоминем, тоа е напад. Господине Костов, говор на омраза. Говор на омраза. Тоа е друго. И различно мислење се северен и јужен пол оддалечен. Да. Значи, стоко и не се согласувам со вас, се многу различни работи. Затоа што вие сте експерти за социјални медиуми, ќе ви искористам овде. Еве се еден пример ќе ви кажам. Ние сме радиостаница, радиодифузер. Значи подлежни сме под закон за радиодифузија, подлежни сме под константен надзор на агенција за медиуми, така натаму. Доколку ние одлучиме во оваа емисија да дадеме 200 грама кафе како награда за наши слушатели што ќе ни пишат, ќе ни се јават и така натаму. Не знам дали сте свесни колкава папирологија за наградна игра треба да поднесеме до Министерство за финансии. Значи зборуваме за буквално документи, да оставаме банкарски гаранции, треба и така натаму, за да организираме награда 200 грама кафе. Квиз да организираме овде со 200 грама кафе, тоа е една огромна папирологија. И тоа е добро, затоа што овие наградни игри често се користат за перење пари, често се користат за корупција и така натаму. Од друга страна, имавме ситуација човек кој треба да биде во затвор, со име и презиме ќе го кажам, Бојан Јовановски, излегол од затвор затоа што бил наводно болен, му дала управа за санкции, мислење дека он не е физичка состојба да биде во затвор, дека е болен, тоа што надвор снима песни, инфлуенсери и така натаму, прави giveaway, наградна игра, дели автомобили, дели станови заедно со уште еден инфлуенсер. Никој не ги гледа ни колите, ни како се вика, немаме податоци ни кој ги добил, ни како ги добил, ни дали ги добил некој така натаму. Тотално Министерство не регулира социјални мрежи како се прават наградни игри. Тотално не регулира што се случува и така натаму. Ова е сериозен системски проблем, затоа што ја ако делам кафе, мора да поднесам милион документи, а тој што на социјални мрежи има поголем рич од мене, како радиодифузер. Ние имаме рич, Скопска околина, тие што пуштаат радио. Кој пушта радио? Многу ретко. А нивниот рич е огромен, тие немаат вакви. Затоа ја знаеш како го решив тоа? Доделувам книги на нашите гости, едни ги зимам од Раде Силјан од Матица, и денеска на Кордалов ќе му дадеме книга Божим Павловски, Назад кон разумот. Има зошто овој наслов, бидејќи тој ни помогна денес нешто да се вратиме кон разумот, да. Повели господин Кордалов? Благодарам многу. Не е подпишено веќе, не е од мене, авторот е во Австралија. А другата книга е Македонското народно творештво и така натаму, од Наташа Котлар, Валентина Христова, Лилина Гушевска, Бранислав Светозаревич. Јас сум издавач. Ова е за нашата Библија, за нашите преродбеници, браќата Миладиновци. Убава книга. Мислам дека некои нови моменти ќе најде у нејзе. Повели никаква папирологија, да ти кажам, ова е со книги, ова е знаење. Не, ова е... Не, ја прилика кога биеме кафе, некои други книги. Не даваме книги, затоа што не ќе ме туку така да завршат негде фрле. Да. Бојан? Се враќаме до една многу
освен до разумно, една многу клучна теза. Тоа е дека ако се движиме кон напредокот, економскиот напредок, ние се ќе регулираме правилно. Значи, клучното прашање во една држава, тргнеме на страна кафето, колите, е дали се платил данок или не. И тоа е оно што државата треба да... Ние толку се претворивме во бирократија и во бркање на бирократски моменти, каде, што, како, кој што времето не прегаси. Да. Па Ал Капоне не отиде затвор заради бројните убиствата го за данок. Ма секако. И клучната работа што една институција државна, всушност во таа насока, дали едноставно данокот на тие подароци или на тие трансакции со коли е направен, толку е. И сега, ако ние ги поставиме така работите, ќе излеземе од замката на што треба да регулираме, дерегулираме. Едноставно ќе поставиме јасна рамка за правила на движење во општеството. Што се однесува до паперологијата и до регулацијата, секако дека треба, меѓутоа факт е дека на социјалните медиуми и во онлайн простор е многу тешко да се направи. Може би во случајот што го давате може да се изведе. Меѓутоа секогаш ќе има начин како да тоа се избегне. Пример, регулирање на онлайн портали. Тоа е тема не знам колку години. Се дали сите се согласуваме дека треба да има регулација, се согласуваме. Ајде како ќе ја спроведеме? Ќе отворам јас портал, ќе регистрирам во некоја држава. Нема да се потпишем кој сум. Како ќе ме? Ама импресум да имаш, веќе немам импресум. И Не, морам да ви кажам, премиерот Мицковски го разубеди во една негова политика, имавме брифинг огромен со сите новинари и вели, ние сакаме да предложиме, вели, мерка за да им помогнеме на медиумите, затоа што навистина сме сите во тешка економска положба, вели, ќе дадеме вработените во медиуми да нема потреба да се плаќа за нив придонеси. И ја викам, фала ви господине Мицковски, јас ја викам ќе отворам кол центар нели за камиони во Америка и сите ќе ги пријавам дека се новинари кај мене во медиумот. Како? Ама не, како државата ќе има дека тој не е новинар, дека диспечере на камиони всушност. И му објаснив дека тоа има такви кол центри да знаеш во Македонија. Ама не, ама тоа е тотално легално да се работи да имаш кол центар. Ама доколку сакам ја да го злоупотребам, тоа што ќе имаме поволност ние како медиуми да не плаќаме придонеси, ќе можам да го... И мислам дека го разубедив дека оваа политика нема ништо да им помогне на медиумите, туку едноставно ќе отвори само сива зона за злоупотреба. И токму затоа не се донесе таа мерка. Има многу примери и во нашето деви, моето и действување со колегите, колешките што го правиме, како да се спреши одредени работи, особено преку дигитализација, зборуваме многу тука. Например, државата многу пати во минатото, владата носи одлука да намали цени на бензини, не знам, на така натаму и така натаму. Мене навистина тоа не ми е јасно, затоа што потоа води до кавга со приватниот сектор. Ја видов толку, вие не попуштите толку и така натаму. Зошто државата не го прави тоа дигитално? Зошто не ги враќа средствата преку на апликација или преку нешто друго? Значи има многу начини како можете да ги направите работите да лесно се евидентираат. Или студентски оброк. Зошто нема дигитална платформа каде што студентите ќе можат да си купуваат со таа картичка онлайн, да се тепаат фирмите за храна, да создаваат пакети кои што ќе бидат и поевтини и побогати, а студентите ќе може да си ги купуваат онлайн. Ние сме едина земја во регионот која се уште нема Apple Pay, односно не може едина земја на волетот на Apple. Ја имам странски картички, тие можат да поминуваат во Македонија. Македонска картичка не можеш да ставиш на волетот. Тоа е PayPal чекавме најдолго од цел регион. Да не стават во светски финансиски тек на PayPal едно најголеми нели трансфер на пари што се случува, за да заработуваме, за да дигитализираме и така натаму. Ние навистина во овие дигитални делови сме, во некои делови сме назад. Негде сме дигитализирани, сега не можеш да кажеш Google Wallet има, али суштината е дека назад сме. Владев, нема Apple, PayPal, ама има JPL. JPL, вадиш, плакиш, кешовина. Не, и еве па тоа е суштината. И еве ти нема даноци, и еве ти на запад кога ќе отидеш на... Ја имам во Македонија десетици другари, пријатели кои одбиваат да користат картички воопшто. Он вика, ја у кеш овакво не веруем на картички. Ти на запад, значи зборувам, не знам дали збориме за Брисел, дали збориме за Париз, дали збориме за Лондон. Може да се случи да влезеш у ресторан, у кафан, у продавници да ти речат не работиме со кеш. Зошто не работи со кеш? Прво затоа што
довербата со картицата е далеку поголема. Сметководствено е многу полесно да го средиш тоа што поминало на картица. Не треба да носиш пари од каса у банка. Значи на бизнисите им е многу полесно било каде во свет да работат со картица. Кај нас ти велат, ако може у кешова, многу ни е голема процентажата што ни ја зима вика од банка, на волку мал износ тоа не знам дали одговара, па ние продаваме се со картица освен цигари, пошто таму маржата на цигарите ни е помала од маржата на банката и така натаму. Ние сме назад во однос на ова. За жал, назад сме во однос на многу работи и повторно тука е недовербата и држењето во заложниство заради корупција. Ќе ви дам уште еден наједноставен пример. Често го кажа во минатото, сега се смени. Колку години требаше да на автопатот од Скопје до Гостивар се стават можности за електронска наплата со ние МТА картички. Профункционира до коридорот, значи што поминувам низ Македонија, Србија, Грција, не профункционира натаму. Зошто? Во рака сака да ги имат паричките. Зошто? Значи, едноставно не профункционира. На прашањето, јас често го зборував тоа додека го немаше, сакам да дадам практични примери како се окочиме општеството. Не, сега ќе ви кажам, во историја на Македонија, кога е имало промена на власта, прв знаете ли кој се менувал? Директор. Токму директорот на Патарине. Зошто? Затоа што може денес увреќа да ви донесе 1 милион евра, никој друг не може. За жал така е. Сега не знам, може би сменето е овој пат. Сега сме дигитализирани колку толку па плаќаме и со картици. Ама недозволиво е да се уништуваме сами себе. Мене ми е тоа поента. И уште сами себе ние не штетиме. Ова не е држава на времето под Турско или не знам под Белград или под кој да е. Ова е наша држава. Значи ние ако крадеме денеска, си крадеме од себе. Не крадеме ни од Истанбул, ни од Белград. А можеме ли при крај вака да кажеме дека имаме слаби комуникации, сиромашни комуникации, не ги сваќаме дека комуникацијата е богатство. Секој пат научиш нешто ново. Така е. Комуникацијата е богатство на основа. Ако ние не се унапредуваме како да комуницираме и што да правиме, ние не можеме да стигнеме до никаде. Значи, јас на обуките, секој ќе кажам, која е првата комуникација? Бебето дали заплакало или не на раѓањето? Која е втората комуникација или втора трета? Некое дете во фамилија добива полесно од своите родители или добива полесно од своите наставници кога е во образование или од претпоставените. Зошто? Зашто знае подобро да комуницира. Че едноставно комуникацијата заради себе, заради секој од нас е многу важна. А со добра комуникација на секој индивидуа имаме и генерално добра комуникација. Додека ние ги храбриме само оние што пцујат, што викаат, што навредуваме. И додека политичарите во минатото многу често само им одговараат на оние кои што имаат говор на омраза или пак токсична атмосфера во социјалните медиуми, ние ќе поттикнуваме само таква комуникација. Многу луѓе што изразуваат ставови, што изразуваат мислење, што небитно каков е ставот, едноставно имаат став. Че наместо да ги поттикнеме и охрабриме да продолжат да го прават тоа, ние викаме, многу си конструктивен, не се караш, не си интерес. Не знам дали си приметил. Кога ние се љутиме, расправаме, зборам приватно, ние се љутиме и одеме у друга соба и затвараме врата. На запад не гледаме токто ми. Зборувај со мене. Значи, кажи, што те мачи, па јас ќе ти кажам. Еве ја разликата културолошка, јас ви реков. Апсолутно. А ние трескаме врата и се љутиме. Морам да ви кажам една многу интересна работа и морам пред крајот на оваа емисија за политичка комуникација да го пофалам Еди Рама. Во Македонија денеска се одлучува за одлуката на Уставниот суд, гледаме еден хаос каков што има таму нормално, но она што е најинтересно е дека дуј организира протести, поларизирана јавност, власта вели битката на Дуи за јазикот е заштита практично на криминалот. И јас го делам ова мислење, иако со власта генерално не се согласувам за многу работи, но за ова мислам дека е баш така, но не можам да не го кажам овој позитивен пример на Еди Рама. Го прашуваат Еди Рама зашто очекувајќи во Албанија дека тој ќе биде заштитник на големо албанизмот и заштитник на големите интереси на албанските етникуми сегде, тој вели, знаете, за мене овој спор со Уставниот суд е тотално неразбир.
и одбивам да го коментирам, што има јас за тоа да коментирам. Ке го цитирам, за жал, вклучена е темата, вели, за албанскиот јазик, која во моментот за мене е неразбирлив и необјаснив спор со Уставниот суд на Република Северна Македонија. Тој е ветеран што дувна од Косово. Како? Мислам дека тоа што албанците го добија како државјани право во Северна Македонија не е прашање на Уставниот суд, не е прашање на закони, не е прашање на привремена волја на политичките партии. Велам привремена затоа што политичките партии се избираат еднаш за 4 години и никогаш се не едната, некогаш на другата страна, никогаш имаат многу работи во рака, некогаш немаат. Во ниту еден момент Еди Рама не повика, нели, албанците во Македонија да се мобилизира. Ја научи и тој лекцијата, Златев, ја научи, затоа Албанија отиде малку понапред. Може сега јас еден коментар. Ете што значи кога ќе станете земја членка на НАТО? Добро, и ние сме земја. Затоа, да, апсолутно. Тоа значи како се развиваат односите меѓусебно и што значи кога се стремите кон Европската унија. Само практичен пример да видиме дека има многу придобивки по тоа прашање. Да. Еден практичен пример. Значи, Еди Рама наместо сега да ги собира лидерите, да прави... Па го правеше тоа во минатото. Во минатото се случуваше. Тоа сега има една реторика, вели, во чудни времиња живееме, геополитички на крај, Сотир, морам да те разочарам. Твојата Русија и воведе 500% царина на Кина за дрвопреработувачки материјали, зависна беше. Не рипа, многу ќе сватиш работа. Војна Русија со Кина, во исто време си го прибра Башар Ал-Асад, во исто време Индија се откажа од дедоларизацијата во БРИКС, а Саудиска Арабија вели ние никогаш не сме имале невидено мангупче на крајот го правиш тоа да не можам да ти одговорам. Значи, толку многу лоши работи се случува во овој период за таа антизападна агенда во една недела. Не знам што да кажам. 10 секунд. Следната емисија немаме гостин. Добро. Јас и ти излегуваме ока корал. На Мегдан. Ги зимаме пиштолите и гледаме што значи доаѓањето на Трамп, што значи најавата политика кон ЕУ, кон Кина, кон Русија, кон војните, и тогаш да ми се обратиш, а не на крајот на емисијата да не можам да ти одговорам. Поздравувам, Златев, моје добро. Јас да ви додам само една за таа тема што ќе имате. Пред малку стигна Политико, анализира, прашува дали Лукашенко е следниот после Башар Ал-Асад. Интересно прашање. Чисто за вашата дебата, јас не сум стручен тук. Сега морам ја да ти одговорам, ги пратам овие работи, мислам дека проблемот со Лукашенко, зашто не може да го, мислам, иако е тоталитарен диктатор и така натаму, е што тој се уште има поддршка одредена од народот во. А знаете ли економската состојба каква му е? За разлика од Башар Ал-Асад, кој од 2011 година па наваму на сила, на стероиди од Иран и од Русија беше одржуван, а имаше поддршка од дали од 20% од вкупното население во Сирија. Тоа е причината затоа што не може паралелата да се направи со Лукашенко. Може би нема кој знае колкава поддршка. Штом го пратиш Политико. Но има 50%. Веројатно знаеш дека економската состојба кај нив е подобра уште. Каде? Кај Лукашенко. Па не би рекол. Не провери го и тоа. Ја и за многу работи не согласуваме, ама тоа е демократијата. Ја едино Белорусија ја поштуем пошто имаат забрането билборди, за ништо друго. Само за тоа. Значи билборди, не можам да гледам билборди, се надевам дека некој Македонија ќе ги забрани билбордите. Пак зашто се разликуваме? Јас возам и уживам во билбордите. Шо уживаш во билбордите? Гледам информации, комуницирам. Да, најефтина комуникација јас сум за мене. По природа скржав човек, не можам да возам и да гледам како сите нешто сакаат да ми ги земат парите. Останете почитувани слушатели со 98,1. Одлична емисија со комуникологот Бојан Кордалов имаме ово утро. Се гледаме повторно утре изутрина со Драган Милосављевиќ и таму ќе се обидеме да ја отвориме Пандорината кутија на Блискиот Исток, да ја отвориме Пандорината кутија на новата геополитика, да одговориме на прашањата дали Европа ќе биде жртва на трговски војни од Доналд Трамп и многу повеќе од се ова што ви најави.